продолжение на програмата на КТВ следуваат вести. Македонската православна црква денеска го празнува воздвижението на честниот и животворен крст или во народот попознат како Крстовден. Всушност денеска се празнуваат два настани поврзани со честниот крст: пронаоѓањето на честниот крст на Голгота и враќањето на честниот крст од Персија во Јерусалим. Убави вести за сите пензионери во предизборието. Владата најави дека сите пензионери со септемвриската пензија ќе добијат фиксен додаток од 1000 денари. ОВР Кавадарци поднело кривична пријава против 69-годишниот ПП од Кавадарци поради неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и распраскувачки материи. Полициски службеници извршили претрес во викенд куќа во Кавадаречко, каде што пронашле и одзеле ловечка пушка. Утринава се случи пожар на трансформаторот на улица Ѓуро Салај кај Солидарните згради. Поради пожарот, дел од Кавадарци беше без електрична енергија одреден временски период. Во пожар во Неготино изгоре продавница која наскоро требало да се отвори. Синоќа во центарот на Неготино, во близина на старата чаршија, избувнал пожар во приземена зграда. Станарите на зградата биле евакуирани. Промоција на кандидатите за градоначалници на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Денеска во Центарот за култура Ацо Шопо во Штип, владеачката партија ги промовираше сите кандидати за градоначалници од сопствените редови. СДСМ спие ли мирно Панче Тошковски за случајот со Росица во Велес? Председателката на форумот на жени на СДСМ Даниела Колева на пресконференција децидно побара одговорност до највисоко ниво. Младинците на градскиот ракометен клуб Тиквеш утре го пречекуваат тимот на Еврофарм Пелистер 2. Кавадаречките младинци во првото коло нагости го декласираа Вардар Неготино и посакуваат продолжување на победничката серија. Времето утре претежно облачно со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни, над 20 литри на метар квадратен и проследени со ретки грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 15 до 20 степени. Ги гледавте вестите, имајте пријатни мигови со нашата програма.